Зубово, зъбово, забово. Од се по нешто. Важно, официјално се вика зубово. Неофицијално, по жителите и по струмички зъбово. По македонски литературно би требало забово. Оти заб, зъб, зуб. Па не е природно да е зуб. Во секој случај, веројатно, сите варијанти се старословенски. Зубово е во рамницата на Струмичката котлина, малку подалеку од Струмица, поблиску до општинскиот центар Новосело, подалеку од Огражден, поблизу до Беласица. И точно до реката Струмица, или Струмешница, на која пред неколку децении се снимаше култната телевизиска серија на македонската телевизија Белото циганче. Па од тука, од соседното Колешино, и авторот Видое Подгорец. Но, добро, тоа е наша историја. Барем неа нема кој да ја краде. И замислете, во зъбово го гледаме Иван, Дабе Глигоровски, колега, новинар, кој цел работен век го помина во македонската телевизија. Тука доаѓам колку што можам, да речеме, и преку пролет, лето или еве некој пат и зимските амбиенти сакам да се потсетам каде сум шетал покрај реката, покрај потокот, во селото, во разни амбиенти и така натаму. Иначе тука ги помнам батериите, бидејќи тука живее брат ми, едното е во Струмица. Ја мислам дека за секој творец, дали писател, дали публицист, младоста, децото, корените, тие се најважните за инспирација за неговото творештво, дали литературно или публицистичко или новинарско. Значи тука наоѓа инспирација. Иван го знаеме како исклучително одговорен, професионален и вреден новинар. Еве, си ја привршува 12-тата книга. Тој е човек кој заслужува внимание. Вредно запишува се што е дел од колективната македонска меморија. Не е новинар джамбас како некои со дневни интриги и афери. Педантно запишува за оние кои беа, кои се во македонското опишувана и незапишана книжевна и духовна историја. Со него ќе се навратиме подоцна. А кој е зъбово? Зъбово моментално негде 170-180 семејства броје. Жители негде околу 800 жители, од кои моментално 40% не се веќе во селото. Данокот се знае, се плаќа со иселување на младите. Нормално е, нема живот овде. Овде се живееше прекрасно, убав живот, сите се школуваа, се градеа куќи, се градеа патишта, се градеа водоводи. Што да кажам, убавина беше. Сега да те е срав да издееш во селото, не може да сретнеш жива душа. Нема луѓе. Нема млади, има и старите ги нема, и старици и селија. Отида у западните земји, кај што има подобар живот, кај што подобро се снаоѓаат. Ги користаат нивните капацитети од овде, што имаат завршена школа, таму се покажат како добри стручњаци и живеат добар, прекрасен живот. И техничари, и доктори, и што да кажам, и компјутери, и што водат, архитекти, отидоа и не се враќаат. Инфраструктурата у Зъбово, да кажем, има се. Најпрво има водовод, и тоа е изграден уште многу оддамна. Со самопридонос на селото, со местната заедница, луѓето покажаа добри капацитети за изградба, сите едноставно бееме многу сложени. Така се изградија улично осветљување, има патишта, има уште едно 300 до 400 метра неасфалтирани улички и со качења мали, и тоа е. Целосно е асфалтирано и нема проблем. Прекрасно за живење во селото. Кој сака да живее и да работи овде. Останат на старците, кој што може да работи, ќе работи, кој не, ќе си седе дома.
ќе чека пензија да дојде. Пензионерскиот клуб е отворен уште од 90-те години. Пред 90-те години. Навечер се собират која е мераклија тамо да поигра шах, домино, карти, па понекогаш и понекога чашка пивци се напијат. А у Босилово велат не може пи. Може, овде може, се може овде. Само пушачите ги гониме надвор, ама не сакат да испаднат и така сите не седат до крај. Иначе прекрасно убава. Пензионери овде има 75-6 кои што взимаат пензија, ама претежно земјоделска пензија. Одработен стаж, ретко има 5-6 души. Ама членови имате? Овде? Пензионерскиот клуб е добродојден за сите. А колку Член? членови имате? Околу 50. Повеќе се мажи отколку жени. Тоа е селото, средно големо, симпатично, па што да ви кажеме, типично македонско село. Не толку убаво, ама убаво. Има душа, добри луѓе, еснафи, домакини. Црквата од време е место за собирање и за лошо и за арно. Но сега се времењата поинакви. Не само тука. Свештеник пред една година, што беше овој стариот свештеник, он замина во пензија и сега имаме нов свештеник од кај Владимир Оберовско, кој служи на село Зубово и село Сушица, на две села. Ние се наоѓаме пред храмот во Зубово, кој се вика Свети Ѓорѓи, и го славаме верскиот празник Ѓурѓов ден. Тога е најголемиот празник во селото и секоја куќа го слави и доаѓаат од сите населени места гости. Црквата 1852 година е изградена црквата. Предходно селото е било негде на 500 метра од ова место сега кај сме. На 500 метра е било погоре. Некои сега према старите искажувања кажуваат дека имало многу мравки и од таму местото е преместено на кај сме сега овде. И народот се собрал нешто од помош, нешто од своји, црквата е изградена. Камбанаријата е иста камбанарија, само е обновена во 2007 година. Тоа беше распаднато горе прех тие работи и затоа селото собра заедно со црквискиот одбор финансии да се обнови тај дел на камбанаријата. Од старото звоно беше многу подобро од сега што е овој. Малку беше едно парче откршено. И старите што се били во одборот, во црквискиот одбор, го однеле во Охрид. Наместо да им го реновираат овој, они им дали многу помал звоница и сега што многу слабо се слуша. Старот кој чуваше можеше сите обиколно село да го слуша. Беа некои времења, пазарите на поранешна Југославија беа големи. Со една тура, тамче камионче, на враќање од Словенија или Босна, во Крагуевац се товараше југо или се правеше куќа карабина. Кој знае или памети. Тони тогаш беше мал, ама го научи занаетот во тогашната земјоделска задруга Нов живот. Тој е селско-земјоделско дете. Ја знае маката на работата. Вели, не можам и не сакам да ги лажам. Јас сум дел од нив. Сум од земјоделска фамилија. Моето искуство е прво, мојата дејност беше земјоделец, исто јас сето тоа го произведував, за да така после, кога веќе влегов во задругата, со отварање на приватна фирма, се занимавам со откуп на земјоделски производи и износ. Ти знаеш и маките? Сите маки ми се познати, затоа значи се трудиме и соработката со земјоделците е обостранна, како да кажем, фамилија, бидејќи еден без рук не бива. Значи, Како се помага?
и ми од старт, значи секоја мака ја знам, бидејќи и јас како дете сум работел, се инвестира во земјоделците со семе, ѓубриво, репроматеријали и така да добар дел правиме план што би саделе, кои сорти би саделе и за да бидеме поконкурентни на пазарот. Добри скоро 30 години со почеток вработување во задругата почнав со откуп на земјоделски производи. Така да после со приватизацијата, со промена на системот, со приватните фирми, отворив фирма 99-та и така да до ден денес се занимавам со откуп на земјоделски производи. Па тоа што го нуди нашето поднебие, значи главни реколти кај нас, посебно зубово е познато по лубеницата, куртова капија, зелка. Претходно го имавме и доматите и краставиците, но сега се во подем на опаѓање, бидејќи имаме конкуренција од страните држави. Кој? Па во моментот најголем конкурент на Македонија е Албанија, Турција да ја кажеме, и затоа нашите земјоделци се преориентираат веќе на поголемо производство на зелка и на куртова капија. Това е паметно. Па едно што е паметно, него е и профитабилно, така и поисплатливо за земјоделците, бидејќи на како две реколти ги користиме зелката прва реколта, втора реколта куртова капија во фолиско производство. Па кај нас почиња сезоната, значи негде од 25 март, првата фолиска зелка, за да во екот на откупот тука е негде околу 80 до 100 камиони дневно извоз, кој претежно зелката е приоритирана према странските пазари, значи тука е Украина, Русија, Аустрија, Шведска, значи голем пазар имаме за зелка. Значи зелка откупуваме, еве мојата фирма, негде околу 3000 тони зелка ја откуп и извоз на странските пазари. Пиперката стои ли тони? Пиперка, значи по статистика, Струмичко има негде од 80 до 100.000 тони куртова капија, кој добар дел завршува во нашите приватни капацитети, негде половината, благодарение тоа е проширена дејност кај нас, завршува кај нас, кој е исто и субвенционирано. Земјоделците земаат субвенции на пиперката предадена кај нашите капацитети, а и полото тоа е приоритирано према извоз. Зелката претежно е странски пазари, кај нас во Македонија многу малку, незначително. Значи најголем пазар е Русија, Украина, Европа исто, Аустрија, Шведска, Литванија. Значи сме интересни за големиот пазар со зелката, бидејќи ја имаме во количини. Пиперот, како што реков, значи 50% е во Македонија и тоа е добро што е тука кај нас. Значи позната е нашата куртова капија, ајварката што е. Па извезуваме ајвар. Извезуваме и ајвар, да, ајде извезуваме и конзумно, значи за маркети, за странските пазари. Така е, Тони. Ѓорги бескрајно ти верува. Ги знае и татко ти и мајка ти. Те вика Тонка. Има ли поубаво кога се има взаемна доверба? Да е така секаде низ Македонија. А не брат на брата очи да вади. Па колку сме бе? Ке преживее забаво, како и сите наши села. Па не е западот вечна илузија. Штрковите си одат и доаѓаат. Лане беше добро. Екстра беше, не може да се поплачеме спрема земјоделието спрема ланската година. Се ти се откупи? Се, комплет се откупи, нема нешто за останато нешто. И цената беше? Добро, да. Што? Имаше пипер, зелката прво, имаше пиперот цена, раната култура, раниот пипер, после зелката, краставицата, имаше се цена. Малце само краставица промаши. Сега планирам февруар, март, кај 10 април, мислам дека би требало да стане. Што? Зелката, под пластеник. Тука само моментално има околу 5.500 кора насадено. А на површина? Декара и 2 ара. 6 декара. Моментално со зелка, а се вкупно имам околу 9 декара. Пипер садам, домат, ран пипер што е, домат, тиквици, се по нешто садам.
повеќе на магазините и сам се носам по пазарите некој, во Тересен, Битола, по тие пазари, на мало. Нови години имам продавано 25 години, 30 години работам на мало и продавам. Имам си своји возила. Сега со татко ми работевме, сега син ми почна и онда епнем да им помага, со син ми заедно постигаме да работи. Татко ми у пензија и тоа е. Земли имам 3 хектари мои. Земна и 3 хектари земам под најм. Реално, зелаката спрема лани, ако е колку што води, добро ќе е. Многу се мачиме, многу труд се уложиве, многу труд е тоа. И сега ќе видам, барам зелаката испод 20 да не падне на дојде. Најбитно е тоа. На 20 динара пак одговара да покриеш нешто скап живот дојде и тешко е, за земјоделието е многу тешко, многу скапи, има гибрито е скап, нафта многу скапа и нема како да се покриеш, најдам исто и оној скап, 180 динара, 1 кило најдам. Тешко е. Ама не се откажа. Не, јас сум 47 години и син ми 20 години и стварно сум останат на земјоделието и стварно се волам тоа. Не опушнам дето сум рекол, моето дете не опушнам на страна да види. Не се откажам од земјоделие. Ќе бидам земјоделец секој пат. А Иван да ни каже, кој е ЗБВ? Ниту од денес, ниту од вчера, а Бога ми ќе го биде и утре. Зошто да не? Спаѓа во редот на едно од постарите населби во Струмичкиот крај. Првите податоци според мои сознанија и сознанија од архивите на Струмица, на Македонија и од пишаните документи се спомнува во 1322 година, а подосна исто така го среќаваме во некои записи во 1378 година. Во времето на цар Душан и тогаш селото Зубово и други неколку села како што се Габрово, Мокриево, Борисово од страна на царицата Евдокија биле поклонети на манастирите во Хилендар, во манастирите Свети Пантелеймон. Во тоа време за бројот на населението во оваа населба немаме податоци, меѓутоа во 1570 година, односно во турските дефтери, среќаваме дека во Зубово живееле 39 семејства. Јас сум автор на 11 монографии, една стихозбирка поезија и еве ја спомнав книгата, монографијата за Зубово, што ја подготвив намески на некој начин. Сега таа монографија ми се виде дека е мала, а селото се развива и јас еве сум во офанзива и очекувам до ова година, да речеме 2020, во октомври-ноември, да се појави новата монографија со околу 400 страници, во која ќе биде збогатена со многу содржини и за историјата на селото Зубово, а и за сегашниот живот. Пред се и за иселеништвото на младите, и тоа и за воведување на водоводот, на се што е, бидејќи, како што спомнав, ова село беше село обколено со кал, со води, со так. А сега, еве, самите се уверивте дека асфалтирано, убаво за живење, само треба, значи, младите да се вратат. А младите, јас очекувам да се вратат, бидејќи градат куќи и еден ден би требало тие куќи во нив да живеат. Тиквите си имаат корен. Довидување од некое друго убаво село во Македонија.